Треба да се гласа. Како ќе се казат или наградат овие политичарите, ако не гласаме? До сега не сум испуштил ни едни избори. Лесно, тешко мора да се гласа. Ќе гласаме, за кого, што? Сега јас си знам. Одлуката уште не ја донесов. Горе-долу се знае како ќе гласаме. Нема да гласаме. Па новата власт, која ќе дојде, сакам да го подобри животот на народот. Мислам, власта нова да се смени, не е новата власт нешто да смени. Само да има правда, да се намали, да не речем вулгарно, крадење. Да го примени правото. Само тоа, ништо повеќе. Да се обезбеди работа и поголеми плати да примат да не бегаат луѓето. Да најде модус како да ве задржи вас, како млади деца. Изборниот модел би го сменил, да нема више листа со носители, него да се бира за личност. Све од корен треба да се смени. За мене промената на името можеше да дојде. Тоа што е веќе направено, тешко дека може да се смени. Јас сакам да оди Македонија во НАТО, ама со старото име. Што за тоа име генерации гинеле и денеска не сме ние тие што треба да го промениме. Македонија пак си остана Македонија и нема проблем. Според мене тоа не треба да види камен на сопнување, никако. Во ни го смени, а сега тоа не можеме да го вратиме, ја мислам, е добро, тоа не е лошо. Ја би го избрал старото име. Дека видите, Европска Унија во задниот период покажа дека многу слабости има. Какво членство ја Европа уопште не ја сакаме, ја сакам Македонија. Тоа не е реално, не е да работиш сам против себе. Ете тоа е тоа. Ама дали ќе може, па да не заглават, па ни таму, ни таму, ни таму. Абе, гледай сега во НАТО, колку ќе ни дадат тие и Европска Унија колку ќе ни дадат, зависи. Тоа тие ми јас сам да ти бајам. Ја би се одбрал да идеме напред. По моје.